Беше тоа на 8. мај 1903 година, кога турската војска од Костурско, Егејска Македонија, испрати засилен војнички одред да го уништи селото Смрдеш, само затоа што се сметаше за најкомитско село во регионот. Во ноќта и утредента, војниците и башибозукот направиле големи штети во селото. Од 300 куќи изгореле 240, 84 луѓе биле убиени или заклани, а 50 повредени. Селото беше речиси ограбено, опустошено и уништено. Беше тоа на 8. мај 1992 година, кога Република Филипини ја призна Република Македонија. Беше тоа на 8. мај 1995 година, кога Република Македонија и Република Сингапур воспоставија дипломатски односи. На 8. мај 1828 година е роден Жан Анри Динан, швајцарски филантроп, основоположник на Црвениот крст и на Женевските конвенции. На 8. мај 1914 година во селото Будинарци Беровско е роден Глигор Смокварски, македонски композитор, кларинетист и музиколог. Тој е првиот кларинетист на Македонската филхармонија, автор е на првиот национален балет Македонска повест. Смокварски умре во Скопје на 15. март 1974. На 8. мај 1933 година е роден македонскиот театарски и филмски актер Джемаил Максут. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје во групата за англиски јазик во 64-та, бил член на турската драма во Театарот на народностите во Скопје од 1953 до 1991, кога и се пензионира. Во јавноста Максут е најзапаметен како Црна Арапина, соперникот на јунакот Крали Марко. Максут толкуваше мали, но символични и значајни улоги врз кои се темелеа и цели филмови. Има забележителни достигнувања на филмското платно, како и на сцените на различни театри. На 8. мај 1950 година во Ѓаково, Хрватска, умира Јосип Јурај Штросмајер, бискуп, политичар и културен деец, основач и покровител на Југословенската академија на науките и уметностите во Загреб во 1866-та, втемелувач на Хрватскиот универзитет. Штросмајер се стремеше кон обединување на јужните Словени во рамките на Австрија. Во 1861 година со негова помош во Загреб е објавен зборникот на браќата Миладиновци. На 8. мај 1925 во Виена во Бургтеатарот од платеничка на бугарскиот двор Менче Карничева е убиен Тодор Паница, истакнат борец на македонското национално ослободително движење. Паница е роден во бугарскиот град Орахово во 1878.